Почитувани, поради ниските цени за най-застъпените вински сорти на грозие, Вранец и Смедеревка, лозарите во Тиквешијата се предодлука во наредниот период да ги ископачат лозовите насади. Вранежите од град, како и болестите, Пламеница и Пепелницата, која ги зафати лозовите насади, поради временските услови, го намалија родот на грозието за речиси 40% по Тиквешијата, додека за речиси исто толку проценти се зголемени трошоците на производството. Сега, кога винарските визби имаат недостиг од грозие, беше моментот лозарите да добијат пристојни цени за грозието. Политиката на винариите е да го земат грозието на лозарите за што е можно пониска цена. Но, министерот за земјоделие Љупчо Николовски е тука за да ги менаџира процесите за формирање на цените и да ги решава проблемите на земјоделците. Впрочем, и самиот Љупчо Николовски во предизборниот период ветуваше дека е тука и дека ќе ги брани нивните интереси. Почитувани, земјоделците се на раб на екзистенција. Зоран Заев ветуваше дека кога ќе дојде на власт промените на земјоделците и проблемите ќе бидат решени. Но сега, не само што не се решени, туку земјоделците се оставени сами на себе. Заев изјави дека ако земјоделците имаат пари, ќе живеат и градовите. Но наместо живот, Заев донесе смрт за земјоделските производи. Владата на СДСМ и Зоран Заев се штета за македонското земјоделие и земјоделците. Од кога оваа влада направи пустош со праските, со зелката, со доматите, со оризот, со сливите, наред дојде и лозарството. Освен распродажбата на националните интереси, преку штетниот договор со Грција, каде што јасно се гледа уништувањето на македонскиот национален идентитет, договорот со Бугарија, каде се брише историјата на Македонија, покрај секојдневното уништување на духот на македонецот. Оваа влада удри уште еднаш по столбот на Македонија, а тоа е македонскиот чесен и вреден земјоделец кој произведува квалитетни земјоделски производи познати низ целиот свет. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци уште пред 2 месеци ја повика владата да се вклучи во менаџирање при формирањето на цената на грозието. Меѓутоа, наидовме на ароганција и целосно заобиколување од страна на институциите. А за разлика од нив, политичката партија СДСМ, која ги узурпира институциите во државата, преку ефтини политички изјави ги демонтираше апелите кои доаѓаа од ВМРО ДПМН. Почитувани кавадарчани, Заев и Николовски го подценуваат трудот на производителите. Нема ништо од ветувањата на СДСМ за ефтина зелена нафта на земјоделците. Заев и Николовски единствено што прават е креирање на хаос во земјоделието. Недозволиво е и крајно неодговорно е неспособноста на Заев, Николовски и владата на СДСМ да ја трпат земјоделците. Зелената нафта одамна не ја спомнуваат, додека акцизата од 3 денари по литро нафта се уште е на товар на македонскиот народ. Со исплатата од 600 денари по декар за обештетување од ланските пролетни мразиви, целосно го подценија македонскиот земјоделец. Наместо да понудат конкретни решенија на проблемите на земјоделците, Заев ја задолжува државата и граѓаните, а на сметка на тоа си ги задоволува собствените интереси и интересите на неговите соработници. Додека Николовски и Заев продолжуваат отворено да манипулираат со земјоделците, сметките на луѓето блиски до Заев се полнат со милионски суми. За Македонија да оди напред, за граѓаните да живеат подобро, СДСМ, Заев и Николовски мора веднаш да си заминат.